отворени денови на Институтот за македонски јазик Крста Мисирков зборуваме за разбира за нашиот мајчин јазик. Моја соговорничка утре директорката Илена Јованова Грујовска. Добро утро, како сте, директорка? Добро утро, благодарам. Добро, еве во акција сме оваа недела. Вчера ни почна отворените денови на Институтот за македонски јазик, 9 поред. Самиот факт што се 9 поред зборува за еден убав континуитет веќе, за една убава традиција, која што секоја есен се случува во Институтот за македонски јазик. Годинава, тоа е од 14 до 18 октомври. Вратите на Институтот за македонски јазик се отворени за сите почитувачи, проучувачи на македонскиот јазик, влюбеници, зборувачи на македонскиот јазик. Значи, вчера имавме свечено отворање и представување, секогаш првиот ден ја представуваме работата на институтот, представување на ново излезените дела на колегите од Институтот за македонски јазик и се разбира на трите списанија. Денеска имаме трибина. Трибината е под наслов 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Знаеме ние 80 години од првото заседание на АСНОМ, а на првото заседание на АСНОМ е прогласена македонската држава, тогаш во рамките на југословенската заедница, меѓутоа прогласена е македонската држава со македонскиот јазик како службен, како задолжителен јазик, како официјален јазик во македонската држава. Ние тој чин, прогласувањето, кодификацијата на македонскиот јазик, зошто кодификацијата велиме? Затоа што кодификацијата е државен чин, државнички. Значи треба да постои држава за државата да каже кој ќе биде литературен јазик. Македонската држава 1944 година се изјаснила народниот македонски јазик да биде литературен јазик во македонската држава. Оно што особено радува е што во текот на вчерашниот ден, односно кога беше отварањето официјално, голем број на медиуми. Медиумите знаат, почитуваат и го негуваат својот мајчин јазик. Колку ние новинарите внимаваме, колку внимаваат јавните личности? Ќе почнем од јавните личности. Јавните личности, како минат годините, мислам дека чувствуваат, дека сваќаат, дека нема да бидат сериозно сватени од публиката, од граѓаните, доколку не се изразуваат на литературен, на стандарден македонски јазик. Јас сум слушала дека има некои од јавните личности кои што одат на специјални курсеви за да можат, како што постојат курсеви нели за бонтон, ова курсеви за убаво зборување, за изразување, за да научат како да излезат пред публика, како да се обратат и како сериозно да им биде прифатена пораката. Јас сум многу радосна што сите овие 9 години, освен македонската телевизија која што, значи, јас од срце ви благодарам што секогаш ги следите нашите манифестации. Значи, освен македонската телевизија имаше уште многу други телевизии, портали и така натаму, кои што беа вчера присутни и го пренесуваа. И можете да видите нели по електронските медиуми и по телевизиите, вчера бевме прва културна вест, ќе речеме, нели, така? Новинарите, мислам дека треба малку повеќе да се грижат за македонскиот јазик и за тоа како зборуваат, како го употребуваат. Исто така, значи, затоа Институтот за македонски јазик, еве, веќе цела година се обидува, може би сега е времето веќе од ноември, ама знаете како минатава година беше изборна. И сите новинари немаа време. Сите беа некаде на терен и така натаму. Институтот за македонски јазик планира да организира курсеви за новинарите и за луѓето кои што се во рамките на градоначалниците, на локалната и на државната власт, меѓутоа кои што покриваат, би рекле сега, пиар, кои што се пиар, нели? Кои што ја покриваат медиумската застапеност на институциите, значи ова би било подсетување, нели? Прво, подсетување на нормите на македонскиот јазик, потоа
подсетување на правилата што ни ги дава правописот на македонскиот јазик и до кои што треба да се придржуваме и кои се новините. И, знаете како и јазикот е жив. Се менува нешто што сме можеле пред 10 години да кажеме, сега веќе не е во ред. Знаете, ви убаво рековте директорка на Институтот за македонски јазик. Ние сега имаме директорка, председателка, министерка. Пред 10 години 90% од новинарите ќе речеа директор на институтот и така натаму. Меѓутоа, и тоа во овие години, нели, од развојот на македонскиот јазик, се наметна и едноставно феминативите заживеаја. И ете, за такви работи би бил убав овој курс да се ги известуваме ве сите медиуми, веројатно дека сите ве следат и вас како и вие што ги следите нив. Значи, во ноември не е лошо, убаво би било да го организираме овој курс. Да, и затоа си отворените денови за сите да се запознаат, кои што можеби не го посетиле институтот, меѓутоа и најмладите генерации да го чуваат и да го негуваат мајчиниот јазик. Како ќе се заврши оваа седмица од овие денови на Институтот за македонски јазик? Сега дозволете ми, ја имам на 4 страници програмата, ма ќе бидам кратка, за половина минута се ќе ви кажам. Значи, на денешната трибина 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик, ќе своје излагање ќе имаат неколку еминентни личности. Професорката Мери Јосифовска од Институтот ќе зборува за развојот од кодификацијата до денес. Потоа тука е професорот Људмил Спасов, кој што ќе зборува за современите состојби и за историскиот развој исто на македонскиот јазик. Магистер Елизабета Кузмановска од Македонската телевизија за јазикот во медиумите. Магистар Татјана Трендафилова во законодавно-правниот подстил јазикот и професорката Билјана Костова македонскиот јазик во училиштата и во учебниците по македонски јазик воопшто во учебниците и од пред неколку дена се договоривме и со Стефче Стојковски, нашиот реномиран уметник, музички, кој што ќе зборува за македонскиот јазик во народното творештво. Значи, денес е трибината. Потоа, утре имаме меѓународна научна конференција, и таа е 9-та, македонскиот јазик, извор на научни истражувања. Имаме 65 учесници од земјата и од странство. 2 дена ќе биде во институтот, утре и задутре во четврток, потоа во петок сме во Битола, во Хераклеа, на Широксокак, можеби ќе посетиме и една црква во центарот на градот. Секогаш последниот ден е посветен на македонскиот јазик во татковината, во Републиката. И ние одиме на различни места, нашите диалектолози, нашите ономастичари, историчари на јазикот, па и културолози и лексиколози да го слушнат македонскиот разговорен јазик, диалектен јазик во местото каде што се зборува. Да, убави настани најавти во наредниот период, за да не ве задржуваме многу, бидејќи долг е денот. Имате навистина многу работа во текот на наредните денови. Благодарам на одвоеното време. Се гледаме за некоја наредна македонска прилика. телевизија во секое време. Благодарам уште еднаш.